Почитувани гледачи, добар ден. Јас сум Сања Димитровска, ова е Добриот доктор. Денеска ќе зборуваме за работењето на судска медицина. Колку работата на судска медицина може да влијае во креирањето на превентивни здравствени програми. Меѓутоа и во креирање на други закони и безбедносни мерки во сообраќајот. Зошто е важно да имаме мртво проверители? Мој денешен гостин со кој ќе разговараме на оваа тема е професор доктор Александар Станков, директор на Институтот за судска медицина. Доктор Станков, добре дојдовте во Добриот доктор. Добре ве најдовме. Добре ве најдов уствари. Поздрав до вас и до гледачите на Сител телевизија. Еве денеска темата ни е всушност вашата работа, односно колку вашата работа може да помогне во сите останати сфери во општеството. Па еве ви почнала, имајќи во предвид дека нели основна работа е правењето на обдукции. Колку работењето на судска медицина во тој сегмент влијае, меѓутоа и може да влијае за да се креираат превентивни здравствени програми? Судско-медицинската обдукција е една медицинска постапка која што е научно заснована, чија цел е примарно утврдување на причината за смрт, механизмот на смрт и околностите под кои што таа смрт настанала. Нашата работа традиционално се врзува со кривично-правниот систем, меѓутоа нашата работа и податоците кои што може да се добијат од една обдукција се многу битни, многу важни за јавно-здравствениот систем. Морам малце во историјата назад да се вратам. Медицината се развивала паралелно со познавање на анатомијата на човекот. Така да во египетската цивилизација, баш заради тие обдукции при ритуалните погреби, многу добро ја знаеле анатомијата на човекот и медицината била високо развиена. Во Европа медицината добива еден, можам да кажам, со брзина на светлината почна да се развива заради тоа што во периодот на Ренесансата се вметнати и обдукциите како обврзни на медицинските факултети во Италија. Така што без познавање на анатомијата, без обдукциите, било да се тоа анатомски, патолошко-анатомски или судско-медицински, вие немате квалитетна медицина. Немате квалитетни податоци. Судско-медицинската обдукција, како дел од обдукциите, има три значења. Едното е безбедносно значење, другото е здравствено значење и третото е едукативно значење. Кога сме кај безбедносното значење, најчесто судско-медицинската обдукција им помага на истражните органи во добивање на материјални докази при докажување на едно кривично дело. Меѓутоа, тука не спаѓаат само кривичните дела, имаме сообраќаен травматизам. Постои, може да најдете образец на одредена насилна смрт. Може да најдете присуство на насилство кај одредени ранливи групи. Врз основа на тие податоци, врз основа на повредите, присуство на алкохол, присуство на психоактивни супстанции, вие може да креирате најразлични едукативни програми, програми за заштита на ранливи групи, може да откриете зголемено семејно насилство. Значи, сето тоа, сите тие податоци, доколку системски и мултидисциплинарно се анализираат и се користат како што треба, може да доведат и може да помогнат во одредена превентивна, така наречениот превентабилен морталитет кај одредени типови на насилна смрт. Так. Еве, ја би се задржала, нели, кога би оделе поред, здравствениот аспект. Изминатиот период, барем не знам, можеби со години наназад, кај нас секогаш се вели дека прва причина за смртност во нашата земја се кардиоваскуларните заболувања. Сега не го спориме тоа дека не е така, меѓутоа дали може да биде и поинаку. Зошто и што може да покажат еве податоци од обдукции? Дали навистина кардиоваскуларните заболувања се прва причина за смртност или можеби и некои од други заболувања, малигни, пулмонални? Судската медицина еден вид контролор на здравствениот систем
и врз основа на обдукциите кои што се прават, може да се откријат. Значи се контролираат здравствениот систем комплетно, клиничките алгоритми, патеките, диагностичко-терапевскиот третман и врз основа на при обдукциите може да се најдат неоткриени диагнози, неоткриени заболувања и врз основа на нашите податоци се креираат понатаму политики во здравствениот систем, се креираат, се менуваат или се подобруваат клиничките патеки, клиничките алгоритми и воопшто се оптимизира здравствениот систем. Секогаш треба да се прават обдукции, особено на оние кои што се починати во болница, за да се исконтролира дали тој пациент е правилно лекуван, дали му е дадена соодветна терапија, дали е постапено по сите клинички патеки, алгоритми по кои што се задолжуваат да лекарите да постапуваат и дали е дадена соодветна терапија. Затоа треба многу да се искористуваат нашите податоци во понатаму контрола на во образување на идни здравствени политики. Ние не сме само тука за утврдување на причината за смрт, него сме, како што реков на почетокот, контролори на здравствениот систем во една држава. Јас да ги повикам и нашите гледачи дека може да се јават во живо и да постават прашање до нашиот денешен гостин и до нашата денешна тема. Доктор Станков, јас го споменав ова нели кардиоваскуларните заболувања дека се прва причина за смртност. Меѓутоа колку може таа слика да се смени доколку имаме доволно обдукции, како што споменавте дека сите што починале во болнички услови треба да бидат дадени на обдукција за да се смени и да се креираат можеби поинакви превентивни програми, а не се да се фокусира на кардиоваскуларното здравје. Многу, ајде вака сега, во тие што починале во болнички услови, до некаде и се поставува приближна или прецизна причина за смрт без обдукција, бидејќи веќе се знаат што боледуваат. Меѓутоа, проблемот е кај оние луѓе кои што ќе починат вон болнички услови, а кои што нема да бидат дадени на обдукција. Тука причината за смрт се поставува паушално, се поставува, многу од нив се неточни. Например, се пишуваат причини за смрт, инсуфициенција кардиореспираторија, кардиак арест, и тука одма нашиот статистички систем ги препознава како како причина на смрт дека се срцеви заболувања. Овие две диагнози ништо не значат, освен дека престанале да работат срцето и белите дробови, односно не се точни како причина за смрт. Иако би требало да речеме сите да се обдуцираат, меѓутоа пак државата на некој начин се заштитува и со формирање на така наречена мртвопроверителна служба. Тоа сакав да ве прашам, дали во такви случаи, односно знам дека до можеби 90% е тоа завршено, меѓутоа останува имплементација, дај и во нашава земја имаме мртвопроверители. И што всушност ќе значи тоа? Мртвопроверители постојат, тие се ангажирани од страна на обвинителството и судовите, меѓутоа тоа се одредот на лекари кои што се веќе вработени во јавните здравствени установи и кои што немаат доволно искуство во прецизирање на причината за смрт. Ние имавме 3 обуки до сега, се донесе Закон за мртвопроверителство, 2019, 2020 и 2022 година имаше 3 обуки. Беше планирано секоја здравствена установа да има по 2 мртвопроверители. Тие луѓе поминаа едукација кај нас, на Институтот за патологија и на Институтот за епидемиологија. Односно, да знаат дека треба телото да се прегледа комплетно, да се соблече телото, да се прегледа телото, да се прегледа целокупната медицинска документација поврзана со починатиот и доколку има сомнение за нејасна смрт,
непозната смрт, насилна смрт, тогаш се реагира кај полицијата, тие кај обвинителството и тоа да се даде на судско-медицинска обдукција. Кај нас не заживеа тој систем, веројатно се финансиски причини, дојда луѓето завршија едукација, треба да имаат лиценци. Да, само да добијат лиценци да почнат да работат. И да почнат да работат, тоа се луѓе кои што се едуцирани да препознаат и точно да формулираат од што и знаат како се пишува причина за смрт. Так. Како се пополнува популарно се нарекува умреница, лекарскиот извештај за причина за смрт. Причината за смрт. Така, пред да продолжиме, доктор Станков, имаме гледач, повелете во програма сте. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Добар ден. Пред се да ве замолам за моето вклучување, нели, и за емисијата. Голем поздрав до вас и до соговорникот ваш. И имам едно прашање до соговорникот. Јас имам погинато син во сообраќајка. Беше вработен во фирма дистрибутер. Значи нема никого повредено, тој сам излета буквално од пат и тоа направо кај Велес, Каласлари. Сега во обдукцијата што е направена, синот ми погина за неполни 2 недели на 23 години. И сега во обдукцијата што е направена е наведено дека е природна смрт, наводно срцев удар. Во обдукцијата што е не во обдукцијата кога ние бевме лично да ги прашаме од што и како и дали може на таа возраст да се добие, ни беше нагласено дека при ударот му била скршена вратната коска. Па сега јас како родител и ден денеска живеам после 14-15 година тера со таа болка. Ако е срцев удар, како можело, значи при ударот, он е веќе кога е скршена вратната коска, не може да диши, тука настапува смрт. А бил на прегледи до тогаш, значи од ништо се нема нити пожалено, нити да буквално картонот кога го однесов на лекар, освен некојаш настинка, вирус, нели нормално кашлање или тие работи, температура се нема, детето од ништо пожалено. Па сега од тука се прашувам јас како родител, дали јас детето што го изгубив се штити некоја фирма од страна што е нели дојдена, за да не плати некаква оштета, а тој мој син што погина остави детенце 15 месечно сираче и ден денеска само со една основна пензија. Па од тука ми е прашањето како може да се штити ако е навистина срцев удар, да требаше да ми се даде образложение како родители, а талкавме од врата на врата, не добивме никаков одговор како е можно без ништо, значи никаква болест ни од претходно и картонот се уште мислам дека го чувам, можам лично пак да им го однесам да го видат, дека од ништо нема боледување и одеднаш за да се прекрие немаме од фирма нити од држава нешто добиено буквално за детето, освен што го следуваше знаата тие 3 плати од фирма. Така јас ви благодарам многу за јавувањето. Ево се случило пред 15 години, меѓутоа претпоставам дека дилемата е што пишувала обдукцијата, а што пишувало причината за смртта. Пак еве за сообраќајна. Прво обвинувањето дека некој се штити се неосновани и јас ќе замолам гледачката да дојде кај нас на институт, да ги видиме документите, сепак тоа е пред 15 години, да видиме, да го отвориме досието од нејзиниот починат син. Јас ја уверувам дека никого ние не штитиме, а обдукцијата при сообраќајни незгоди секогаш може да утврди дополнителни фактори во настапување на смртта. Од Тој сакав да ве прашам, еве, надобрзувајќи се на гледачката, што се може да се утврди при сообраќајни? Од мозочен удар, од инфаркти, затоа што некогаш има, тоа е чудно и за сообраќајните инженери, и за оние кои што одат на увид, вика нема траги на кучење, нема ништо, возилото само има излетано надвор од. Значи тоа значи дека на човекот нешто му се случувало пред да настане сообраќајната незгода. Затоа покрај
утврдување на причината за смрт кај сообраќајните незгоди, се утврдуваат и дополнителни фактори во настанување на сообраќајната незгода. Добре, нашата гледачка, вие секако кажавте да ги Да, однесе во секое документите време да го може да усака. дојде, ќе поразговараме и ќе го отвориме досието, ќе разгледаме целокупната документација и тогаш ќе донесеме, ќе образложиме се ако до сега никој ништо не ја образложил. И сега дополнително на ова, значи што се може да се утврди при сообраќајни несреќи, меѓутоа и тие нели податоци што ќе ги добиете, понатаму да помогнат во креирање на одредени безбедносни па и нели останати превентивни закони. Сообраќајните незгоди се посебен дел од судската медицина, така наречен сообраќајен травматизам. Она што го кажав на почеток дека има едукативно значење. Се јавуваат карактеристични повреди, кои што се различни, кај пешак, кој што бил удрен од патничко возило или од товарно возило. Карактеристични повреди кои што се јавуваат кај возач, кај совозач. Така да, младите лекари или лекарите специјалисти кои што веќе работат во ургентните центри, со самиот податок дека се работи за настрадан возач, ќе знаат каде да ги бараат оние основни и витално загрозувачки повреди. Не да се фокусираат на една рана на главата, туку, например, ке возач да се фокусираат на градниот кош. Тоа е едукативното значење. А останатото значење, како што реков, се утврдуваат фактори кои што влијаеле во настанување на среќата. Па можеме да добиеме податоци кај колку од обдуцираните возачи имало алкохол, кај колку имало психоактивни субстанции, колку од возачите преживеале со такви повреди, колку дена преживеале, да се подобри во едукативна смисла и во здравствена смисла да се подобри нивното лекување, начинот на нивното лекување. Сето тоа, мислам, обдукцијата пружа огромни податоци кои што стварно ако се анализираат паметно, ќе се добијат информации затоа што еден здравствен систем кој што се потпира на паушално напишани причини за смрт создава лоша статистика. Лошата статистика продуцира лоши идни здравствени стратегии. Така. Имаме гледачи, повелете во програма сте. На телефон е Богојан од Кочани. Повелете. Најпрвен поздрав до доктор Станков, до дежурната екипа на Сител телевизија и до сите гледачи на телевизија Сител. Ви благодарам, повелете. Во Македонија. Еве, зашто се работи моето прашање во врска со немилиот настан, во врска со дискотеката Пулс, дали е точна спекулацијата во Кочани и дали тоа воопшто спекулација или е вистина дека голем дел од настраданите од дискотеката Пулс биле под влијание на наркотични средства и психотропни субстанции. Дали тоа го утврди вашата анализа на судска медицина или е тоа само спекулација? И ако е точно, во колку процент беше тоа? Така, јас ви благодарам многу за јавањето. Еве, самиот наш гледач спомена дали се шпекулации, тоа што се шпекулирало. Така да јас знам дека ви излеговте со што кога се случи или несреќата, што е она што го утврди судска медицина. За жал нема да можам да ви дадам одговор на ова прашање, бидејќи е во тек судски процес и сите овие одговори ќе се дадат кога ќе бидеме сослушани како вешти лица во текот на судскиот процес што се одвива, а податоците за сите анализи ги има обвинителството, така што меѓутоа и тие нема сигурно да може да излезат со податоци, бидејќи е во тек судски процес. Сакам да кажам дека нашата посветеност кон овие случаи, иако бевме напаѓани безпотребно, е огромна и се работеше деноноќно. И мислам дека Институтот за судска медицина направи одлична работа пред се при обдукцијата, идентификацијата на лицата и последователните анализи кои што ги работеше. Имаме гледач, повелете во програма сте.
Само едно прашање имам. Повелете. Дали судска медицина е обавезна да го даде обдукциониот материјал на фамилијата и колку време го чувате материјалот од обдукција, затоа што обдукција е направена, а никакво известување немаме. А колку време чекате? Чекате подолго време за да добиете? Од тоа се поминани 27 години, само случајот е специфичен и обдукциониот материјал не ми го дадеа, иако 3 години седев таму. Така. Јас ви благодарам многу за јавувањето. Во кои случаи се дава и дали секогаш се дава, еве, доколку имаме, нели, се прави обдукција на семејството? Извештајот од обдукцијата се дава на барателот на обдукцијата, така што ако семејството побарало обдукција, ќе го добиела извештајот. Кај нас околу 50% барател на обдукција се јавува јавното обвинителство и целиот извештај оди таму и се јавуваат здравствените институции околу 50% и извештајот за обдукција се праќа во здравствените институции. Доколку, да речеме, правена таа обдукција по налог на јавно обвинителство, тоа време беа истражни пред 27 години, тоа време беа истражни суди, тогаш, доколку тие дадат дозвола, ние немаме никаков проблем да го дадеме извештајот на семејството. Ако се мисли на обдукциониот записник. Така. Иначе, материјалот не се чува во смисла крв, ткиво, такви работи, не се чува, нема логика да се чува толку долго време. Така. Да вклучиме уште еден гледач, повелете во програма сте? Ало? Да, повелете, ве слушаме. Добар ден. Добар ден, повелете. Од Виница се јавувам, сакам да поставам 2 прашања. Во времето на короната имамо изгубено неколку блиски лица, ми интересира дали некогаш се вршила обдукција на болните од корона и дали може, например, тоа да се направи после толку време, бидејќи ние стварно, јас не знам мојот сопруг точно од што почина. Значи беше многу млад, беше здрав, спортски дух. Значи зборувам за време од пред 4 години. Добро. Тоа ме интересира и друго, пред 12 дена во клиничка болница Штип почина мојот татко. Тој беше со хронични заболувања 14 години, беше со мозочен удар и доби некоја пневмонија, беше третиран, лечен, значи немам приметба за матичната докторка, исто и за брзата реакција, значи да се однесе до клиничка болница Штип, но не му беше направена обдукција таму. Дали е задолжителна обдукцијата за лицата кои што починат во клиничка болница или не мора да се прави? Така. Јас ви благодарам многу за јавувањето. Еве имаме 2 прашања за ковидот, дали се правени обдукции, дали може сега после 4 години, така и го разбрав јас прашањето на гледачката, да сака да дознае која е нели причината за... За време на ковидот ние работевме обдукции, меѓутоа обдукции само по налог на јавното обвинителство. Не сме работеле обдукција на починат во болница, кој што е донесен заради ковид. Так. Доколку била насилна смртта, сообраќајен травматизам, убиства, самоубиства, тоа го работевме без разлика дали се инфицирани од ковид или не. Меѓутоа, обдукции од ковид заболени кои што лежале во болница со позната дијагноза, тие обдукции дури припаѓаат на Институтот за патологија, односно да се работат на Институтот за патолошка анатомија. Како и да е, може да се работат и кај нас, меѓутоа вообичаено луѓе кои што ќе починат во здравствена установа, кои што лежале подолг временски период, кои што веќе се познати заболувањата, тие се праќаат на Институтот за патолошка анатомија. И јас можам да кажам, за жал, многу малце такви обдукции има. Тоа е едната работа. Меѓутоа, доколку семејството се сомневало на лекарска грешка, на несовесно лекување, доколку има нејасна причина за смрт, тогаш таа обдукција се праќа на Институтот за судска медицина.
После 4 години од погребувањето ризикот да не се најде ништо, односно ткивата да бидат комплетно иструлери е голем, така што џабе би правеле сега ексхумација и би не би добиле никаков резултат. Никаков резултат, така. Имаме гледач, повелете во програма сте? Ало. Повелете, ве слушаме. Ало. Да, повелете, во програма сте. Добар ден. Добар ден, повелете. Се јавувам од Кочани. Добро, повелете. Ланска година, синот враќајќи се од Германија, тој почина во Словенија. Ајдејќи од комбето, оде у ВЦ и му се слошува, меѓутоа оној улегнал у ВЦ-ту 2:15 до 3:15 е бил жив. И они се дојдели за тогај кој е бил жив и не можеле да се снајдат, у 3 посадата починува, дека да викнат брза помош, тој починува. И обдукцијата ни дојде ненадена смрт. Ние ја чекаваме 3 месеци, бидејќи сестра му не и дава обдукцијата и јас си кажав, земи извод од венчаните да се докаже дека си му сестра. И така после 3 дена дојде обдукцијата, само ненадена смрт. А беше здрав, идеше на гости кај мајка му да ја види мајка му и тоа е. Добро. Значи вас вие дилемата зошто така е пишува, веќе зборевме за сообраќајни несреќи, што се може да биде и како причина. Ова да не била директна сообраќајна несреќа, меѓутоа возел како што Овде како што ја разбрав гледачката, се работи за ненадејна смрт. Ненадејна смрт е смрт која што се случува кај луѓе кои што за околината изгледаат здрави. Односно, тие не знаат дека имаат 180 притисок, дека имаат оштетување на крвните садови и одеднаш, знаете како викаат кај нас... Беше здрав, меѓутоа да. Беше многу здрав, меѓутоа почина, никој не починал здрав. Затоа напишале ненадејна смрт, бидејќи се случила за кај наизглед здрав човек. Во најголем број случаи тука се работи за оштетување на кардиоваскуларниот систем, било да бил предизвикан инфаркт на срцевиот мускул или мозочен удар или пак некоја анеуризма прснала, па настапил смртниот исход. И пак ќе се вратам пред да го вклучам следниот гледач, еве зошто ни се потребни мртвопроверители за при вакви случаи да се утврди што всушност е причината за смрт. Па тука мртвопроверителот не може да утврди кај ненадејна смрт, он ќе погледна документацијата, меѓутоа тие случаи кај ненадејна смрт обавезно треба да се обдуцираат. Еве да е анеуризма. Тие анеуризми се наследни. Вие со самото тоа што ќе ја пронајдете таа анеуризма, ќе го информирате цело семејство. Па може да направат генетски истражувања. Може да се случат кај нивните потомци да има анеуризми кои што они не знаат, не се свесни, бидејќи тоа е темпирана бомба. Со извршен преглед, со пронаоѓање на таа анеуризма, вие сте превенирале една ненадејна смрт во иднина. Така. Имаме гледач, повелете во програма сте? Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Санички, голем поздрав до тебе, Златна, прекрасна си, знаеш колку ни значат овие емисии, а и докторот многу да го поздрави, многу убаво објасни. Све што ме интересираше, да ти кажем, се ми кажа докторот, ништо не се враќа, Златна, ништо не се враќа, многу народ умира, тоа е чудо, ај викам за младите, за старите, нели, више од 70-80 години, више како да рече човек, ете, али за млади многу ми е криво. Но вака да сакам да го прашам докторот, ја короната, мислим, кога го преживеа, сепо имаше нешто и операција, сега сам добро да не се урочим, само кад, например, кад одим, кад станем така се занасам и на вечер кад легам ништо ми не ме болат, но ништо не ме боли, али од собајлето, мислим, кога станем и кога се завршим, мислим, физиолошките потреби и ми олакне многу. И сакам да ве прашам докторот нешто да не е со цревата, зашто од операцијата нешто таквија работи, зашто занасам се така по некој пат па се исплашим, викам, не знам што е, више се ми е испитано, вика добра си, а ја гледам како занасам се, дали од короната, дали од операцијата, дали од страшно, секој ден слушамо. Бидете ми живи и здрави, поздрав и на здраве постапно сите. Чао, чао.
Благодарам за јавањето и за убавите зборови. Да, не е ова вашата работа, меѓутоа Не разбрав гледачката каде има болки, меѓутоа и од што било оперирана, меѓутоа сигурно. со цревата бидејќи ги спомена предпоставувам. Доколку е оперирана на дигестивна хирургија, треба да се јави кај дигестивниот хирург. Тие ќе ја прегледаат, ќе употребат сите дијагностички можни технологии што ги имаме тука и ќе утврдат дали навистина жената има проблем или не. Така. Бидејќи имаме уште кратко време до крајот на емисијата, доктор Станков, еве споменавме нели при сообраќајни несреќи за креирање на соодветни безбедносни закони, меѓутоа колку исто така вашата работа може да помогне кога се посебно кај младата популација оние трендови на зависности, па со цел да се направат кампањи кои што би се одвивале во училиштата за да се освестат, односно да се едуцираат младите и за дрогата и за алкохолот. Како дел од судско-медицинската обдукција, односно како дел од судската медицина и форензичната токсикологија. Ние во најголем број случаи правиме токсиколошки испитувања. Сега при тие токсиколошки испитувања може да се утврдат трендови, да речеме, на употреба на одредени дроги. Например, пред 10 па и повеќе години доминираше хероинот. Сега доминира кокаинот. И тоа доста многу доминира кокаинот. Може да се откријат нови психоактивни субстанции. Меѓутоа, тука треба да имаме огромна соработка, јас барав таква соработка со Министерството за внатрешни работи и со Царината, кога ќе запленат одредени лекови и психоактивни субстанции кои што се нови, треба да ни дадат и нас примерок, за да може да го идентификуваме тој примерок, да го имаме во библиотеката, понатаму да го евентуално најдеме кај одредени луѓе. Врз основа на нашите податоци, ние и доставуваме податоци до Министерството за здравство, можат да се креираат политики, превентивни програми, особено кај при злоупотреба на психоактивни субстанции, на забранети субстанции. Дури имавме еден обид, се надевам дека наредниот пат ќе го добиеме тој проект за поврзаност помеѓу употреба на марихуаната и промените во мозокот кои што се случуваат, односно појава на психози, депресии како последица на употреба на марихуаната. Предпоставам дека тоа би добиле доста добри податоци кои што ќе може нели да се. Па ние аплициравме за таков проект и тоа заедно со клиниката за психијатрија, клиниката за токсикологија, меѓутоа не го добивме. Сега здраве Боже, се надевам па ќе аплицираме дека ќе го добиеме. Да, сега тоа ако не во државата, во соработка со некој од другите земји на Балканот или во Европската унија. Така. Времето на денешната емисија ни помине. Јас се надевам, доктор Станков, дека навистина сите овие работи што ги споменавте и сите податоци кои што се добиваат од вашето работење навистина ќе бидат искористени како што треба, за да имаме и подобрени и нови можеби превентивни програми во здравството, меѓутоа и во сообраќајот, и во образованието, и кај оние нови трендови кои што се појавуваат, нели, кај младите да може да бидат спречени на време, односно и да се едуцираат како што треба. Јас се надевам и дека ќе проработи мртво проверителната служба, дека само со таа служба може да ни помогне и нас и во здравствениот систем едуцирани луѓе кои што ќе правилно ќе го прегледаат телото. Знаете што се случува, сега смртта констатира брза помош. Така. Некогаш се случува воопшто и да не се погледне телото. Некогаш се случува да само ги повикуваат луѓето со документи да дојдат да им напишат липса, што е крајно неодговорно. Така. Ева да се надевам дека сите овие работи ќе се променат и соодветно како што споменавме ќе бидат искористени сите овие податоци во интерес на сите нас. Доктор Станков, јас ви благодарам што бевте мој денешен гост. Ви благодарам што нам повикавте во емисијата.
Почитувани гледачи, овде е крајот на денешното издание на Добриот доктор. Се гледаме повторно утре во истото време. Имајте убав ден, чувајте го вашето здравје и гледајте Сител. Довидување.